Дневник во 20 часот на Канал Плюс. Денешниот ден е определен за ден на жалост во Република Македонија по поплавите што ја зафатија нашата држава. Почнуваме веднаш по кратката најава. Денес во Македонија е ден на жалост. Одлуката ја донесе владата на вчерашната вонредна седница. Повеќе хуманитарни акции во дел од општините на истокот за собирање помош за настраданите во поплавите. Хуманитарни активности за настраданите организираат и политичките партии ВМРО, ДПМН и СДСМ во Штип. Започна реконструкцијата на делот со тушевите во Штипската бања Кежовица. Целосно ќе бидат обновени 15 тушеви, а на местото на старите кади ќе бидат поставени џакузи. Денес Македонија жали. Денешниот ден е определен за ден на жалост во Република Македонија. Владата вчера ја донесе оваа одлука откако во страшното невреме загинаа 21 лице, а донесена е одлука и за постојање кризна состојба во Скопскиот и Тетовскиот регион во траење од 15 дена, како и одлука за доделување еднократен паричен надомест во висина од 300.000 денари за семејствата на загинатите граѓани. На отворениот телефонски број 143400 сите хумани граѓани со едно јавување преку сите мобилни оператори можат да донираат по 100 денари за помош на жителите во подрачјата погодени од невремето. Денеска е ден на жалост во Република Македонија. Владата вчера ја донесе оваа одлука откако во страшното невреме загинаа 21 лице во главниот град. Денеска знамињата се на половина копие во знак на жалост. Владата донесе одлука за постојање кризна состојба во Скопскиот и Тетовскиот регион во траење од 15 дена, како и одлука за доделување еднократен паричен надомест во висина од 300.000 денари за семејствата на загинатите граѓани. Во увид на местата кои беа најтешко погодени од вчерашното невреме, денес излегува и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров, како и министерот за внатрешни работи Митко Чавков, кои беа придружувани од представници на владата. Генерално состојбата на терен од Сабаље правиме максимални напори, сите позиции, практично сите точки да ги покриеме соодветно со персонални капацитети, со материјално-технички средства и да отпочнеме во исто време со санација на штетите. Санацијата претежно ќе биде насочена кон рачистување на улиците, рачистување на дворишта и рачистување на куќи. Поделени сме синоќ имавме до доцните вечерни часови, до полноќ, до после полноќ влада. Организирани сме на соодветен начин. Утврдени се неколку пунктови со кои ќе координираат министри, представници на владата на Република Македонија, заедно со останатите институции кои што ќе ги преземаат сите мерки и активности паралелно и со еден комплементарен пристап практично да се излезе во пресрет на граѓаните на секаде каде што е тоа можно. Имаме во моментот 100 припадници на полицијата на Република Македонија, имаме 70 припадници на армијата на Република Македонија, имаме 200 представници од дирекцијата за заштита и спасување. Заедно со местното население се организиравме и отпочнавме со активности. Активностите кои што ги почнавме практично е од раните утрески часови организацијски, поделба на секој од населените места по реони, по сектори и отпочнување со рачните работи до доаѓање на механизацијата. Се разбира, штом дојде механизацијата, продолжуваме со рачистување на критичните места на канали, на улици, па после се разбира продолжуваме со дворишта и со самите куќи. По невремето кое го зафати Скопје регионот, како и другите делови од Македонија, граѓаните, компаниите и институциите се организираат со цел да им помогнат на семејствата на загинатите и настраданите во поплавите. Флаширана вода, конзервирана храна, средства за хигиена, како и финансиски средства им се потребни на настраданите граѓани, а на отворениот телефонски број 143400 сите хумани граѓани со едно јавување преку сите мобилни оператори можат да донираат по 100 денари за помош на жителите во подрачјата погодени од невремето. Средства може да се донираат и на жиросметка на Фондот на солидарност. Имено меѓу 21 лице загинати во поплавите во Скопје и Скопско се и 6 лица кои беа пријавени за исчезнати, информираат од Министерството за внатрешни работи. Лицата биле пронајдени во текот на вчерашниот ден и истите се идентификувани. Оттаму информираат дека нема нови пријави за исчезнати лица.
Полицијата и армијата со брзата интервенција спасија над 1000 граѓани по силното невреме, од кои голем дел во живото загрозувачка состојба. Нестабилно време со дожд и грмежи се очекуваат денес и утре. Од Управата за хидрометеоролошки работи препорачуваат поголема внимателност во случај на појава на електрични празнења, да не се престојува на отворен простор и под осамени дрвја. Дел од општините на истокот се обединија со хуманитарни акции за собирање помош на настраданите во поплавите што ја зафатија нашата држава. Од денес во Штип е отворен пункт каде сите хумани граѓани може да донираат секој работен ден. Хуманитарната акција општината ја организира во соработка со општинската организација на Црвен крст Штип, а освен во Штип, хуманитарна акција се реализираше и во Кочани. Граѓаните на истокот се вклучија во акции за собирање на помош за настраданите во поплавите што го зафатиат Скопскиот регион. Од денес во општина Штип е отворен пункт каде сите хумани граѓани може да донираат секој работен ден. Хуманитарната акција општината ја организира во соработка со општинската организација на Црвен крст Штип. Оно што најмногу е неопходно во овој момент е конзервирана храна, бебешка храна и пелени, значи се оно што е потребно, вода за пиење и хигиенски средства. Отворена е и телефонска линија за донација на парични средства 143 400, каде што со секој повик се донира 100 денари за овие семејства. Ќе биде отворена една недела, ако има потреба и понатаму, ќе видиме, се зависи од состојбите на терен, меѓутоа секојдневно граѓаните може да доаѓаат да донираат од 9 часот наутро па негде до 15 часот секој ден. Од вчера изутрина на помош за расчистување на теренот по поплавите во скопските општини се вклучи и Штипската територијална противпожарна единица. Територијалната противпожарна единица од Штип испрати во Скопје едно возило цистерна од 4 тона за пиење вода и една моторна помпа за исцрпување на вода со 1600 литра во минута и 5 луѓе персонал. А таму планираме да останеме до целосно завршување на целата акција, додека има потреба. Со донирање на најнеопходните производи и хигиенски средства, штипјани уште еднаш ја покажаа својата хуманост на дело. Во акцијата покрај граѓаните се вклучија и голем број на институции и приватни фирми. Донесов храна, вода, конзерви, леп, такви работи. И општина Кочани во соработка со општинската организација на Црвен крст Кочани и на владината организација Благородна мисија денес на градскиот плоштад организираа собирна акција за помош на настраданото население во Скопје. Пунктот значи започнува да работи од денеска од 12 часот до 16 и ќе работи најверојатно утре, секако истото време, а ќе продолжи да работи во текот на неделата спрема инструкциите што ги добиваме од теренот, значи ако има потреба и цела недела. Значи, целта на овој пункт е да се приберат донација. Со таа цел општината од утрова е во контакт со бизнис секторот, со институциите, со вработените во општината, значи, и апелира до сите да се вклучат во акцијата, да дадат прилог, значи да помогнеме во ваква тешка ситуација. Апелираме до сите граѓани и правни субјекти да ја поддржат оваа активност на Црвениот крст општината и Благородна мисија, со што би дошли и ја покажале својата хуманост и би донирале за настраданите во поплавите. Последен пат истокот се обедини за собирање на хуманитарна помош за настраданите од поплавите, што ја зафатија Република Србија пред 2 години. Хуманитарни активности за настраданите од поплавите организираат и политичките партии во Штип. ВМРО ДПМН и СДСМ со пунктови за донирање на храна, хигиенски средства и вода за пиење, но и со повик до граѓаните за помасовен одзив. Во Штип, освен општината и Црвениот крст, со хуманитарни активности за настраданите во поплавите и политичките партии. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, Унијата на жени и Унијата на млади сили, акцијата ја започнаа вчера и таа ќе трае во континуитет. Се собра огромни количини од страна на нашите граѓани. Акцијата, собената акција хуманитарна, продолжува и во текот на денешниот ден. Ги повикуваме сите граѓани кои што се хумани, кои што сакат да дадат свој допринос, да земат активно учество и во текот на денешниот ден да се приклучат кон оваа голема акција. На пунктовите за помош се зголемува бројот на граѓани кои самоиницијативно донираат вода, хуманитарни пакети и друго за жителите во скопските населби. Никој повеќе ваква не српја, на никому. Нека се ми здрави живи сите. Жалам едно случај, Бој го видов. Јас сум 86 години. А кога земјотресот биле 90, а 63 година,
Тоа беше тачно 6, 5 и 17 минути. Ја бе тачно на мосто, која време требаше удари. Знам што значи да треба да помагаме. Мобилни се и во Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, од каде упатуваат апел за помасовен одзив во хуманитарните активности. Оваа прилика ја користам да ги повикам сите млади луѓе доброволно на волонтерска основа да се вклучат во помагањето на настраданите жители и заеднички сили покрај овие средства кои што ги собравме на волонтерска основа да успееме да и помогнеме на настраданите жители. Со хуманитарни активности за настраданите и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Штип. Општинската организација на СДСМ Штип во текот на денешниот ден организира активност за собирање на хуманитарна помош за настраданите во овие подрачја. Пунктот за собирање на хуманитарна помош се наоѓа во просториите на општинската организација и ќе биде отворен во текот на денешниот ден од 12 до 20 часот. Освен ова, тие ќе предложат дополнителна помош. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе достави предлог до Советот на општина Штип за донирање на итна помош од страна на Советот на општина Штип до настраданите фамилии. И во Делчево хуманитарна акција за собирање на парични средства, хигиенски пакети вода и конзервирана храна за настраданите во поплавите, каде што се откажа и сите културни настани. И општините од крајниот исток се вклучуваат во хуманитарната акција за настраданите во поплавите во Скопскиот регион. Во Делчево денес од 10 до 20 часот е отворен пункт пред просториите на општинската организација на Црвениот крст. Конзервирана храна, флаширана вода, храна за бебиња и пелени, дезинфекциони средства и средства за хигиена. Сите овие артикли и парична помош ќе бидат донирани за луѓето, односно за население, настраданото население во Скопје. Ќе бидеме тука цел ден, односно пунктот е отворен од 10 часот и ќе биде отворен до 20 часот. Апелираме до сите граѓани кои што можат и кои што сакаат да дојдат и да донираат, исто така и до поголемите фирми и компании. Тука сме до 20 часот, исто така и ќе бидат отворен Црвен крст секој ден до 3 часот за дополнителни донации. Граѓаните солидарни и сочувствуваат со населението кое настрада во Скопскиот регион. Донираа пакети со хигиенски средства, конзервирана храна и флаширана вода, а во донацијата се вклучија дури и најмалите. Помош за жал настрадани тамо во Скопје и надаме се дека Господ ќе им помогне повише од нас, не толку колку што може. Штета е голем, јазик, гревота. Со своји средства донираше и општината. Градоначалникот истакна дека секој кој што е во можност треба да помогне и ги повика сите добронамерници и фирми да ја покажат својата хуманост. Добро, нешто е донирано од општински можности, друго луѓето кои што се во општината сите со своји средства донираат, така да и вкупната количина ќе ја зголемиме, меѓутоа како што кажав, ќе видиме и со средства кои што општината може да ги одвои, ќе помогнам. Да ги повикам сите наши сограѓани како и фирмите во општина Делчево да донираат, да сите заедно да помогнеме во справување со последиците од оваа природна непогода. Сочувствувајќи со жртвите кои што го загубија животот во поплавите и денешниот ден на жалост, на планината Голак се откажуваат културните настани кои што требаше да се случат во рамки на 3-дневната манифестација Голачки фолклорни средби. Денеска е третиот ден од Голачките фолклорни средби. Во оваа прилика сакам да истакнам да искажам сочувство на сите кои што се случи несреќата во Скопје, да искажам едно сочувство и денеска како што е предвидено според агендата со сите фолклорни групи ќе се состанеме, ќе имаме еден состанок, ќе се состанеме на планината Голак. Традиционално ќе се дружиме, меѓутоа музичкиот дел ќе изостане поради сите овие случувања и се надевам дека ова веќе нема да се случува. Инаку манифестацијата Голачки фолклорни средби се одржува по 22 пат, во рамки на која денес требаше да настапат 13 фолклорни групи од Македонија и странство. Манифестација која што на планината Голак секоја година вечерта пред празникот Пантелеймон привлекува илјадници посетители.
А синокешните врнежи во Штипско од околу 10 литри на метар квадратен се минимални, но според земјоделските производители се добродојдени за дел од земјоделските култури, кај кој се уште не е завршен вегетациониот циклус. По период од безмалку 2 месеци во Штипско заврна дожд. Според мерењата извршени од страна на метеоролошката станица на УГД во овој регион наврна околу 10 литри дожд на метар квадратен. Овој воден талок е минимален, со оглед дека сушниот период и тропските горештини претходно придонесоа загубење на подземната почвена влага на голема длабочина. Но сепак, за земјоделските производители тој представува капка во море за дел од земјоделските култури. Па сега за јонџиња, за моморуски која се има садено, за тоа е најповолно сега дождо, е убаво, петка е работата. Требеше, ги дошли одамна требеше да заврне. За градинарството, кој што има. Синокешните врнежи ќе придонесат и за подобар старт на работите околу престојната есенска сеидба, односно за подготовка на почвата со земјоделската механизација. Па дождот е секојаш поволен за орање, за лојзиња, луцирки. За луцирките обавезно, они се секојаш потребно и вода на нив. Во Штипско-Карбинскиот регион има повеќе стотици хектари со луцирка и пченка, како и градинарски производи на кои им требаше дополнителна влага. Освен незначителното подобрување на почвената влага, врнежите според земјоделските стручњаци ќе ја подобрат релативната влажност на воздухот, што се заедно ќе има позитивно влијание на квалитетниот развој на постојната вегетација. Започна реконструкцијата на делот со тушеви во Бања Кежовица со околу 30.000 швајцарски франци за непол месец, колку што ќе траат градежните работи. Целосно ќе бидат обновени 15 тушеви, а на местото на старите кади ќе бидат поставени џакузи. Ова е последната фаза од реконструкцијата на овој бањски комплекс, со што целосно ќе се подобрат условите за користење. Штипското јавно предпријатие ИСР со 30.000 швајцарски франци по повеќе од 3 децении ќе го реновира делот со тушеви во Бања Кежовица. Ова е последната фаза од реконструкција на овој бањски комплекс, со што целосно ќе се подобрат условите за користење. Започнуваме со реконструкција на електриката, реконструкцијата на водоводот, а Источнопланскиот регион веќе го привршува тендерот, ќе знаеме кој е изведувач на работите во бањата што ќе ги реконструира, ќе се излепат комплетно нови плочки, ќе се реновираат тушевите, комплетно ќе се реновираат двете џакузи, двете бањи овде ќе се претворат во џакузи, така да сите услови кои што треба да ги имаат граѓаните на Градска Република Македонија за бањски туризам, ќе ги имаат овде во нашата бања. За околу месец дена колку што ќе траат градежните работи ќе бидат обновени 15 тушеви, а на местото на старите кади ќе бидат поставени џакузи. Значи имаме 15 тушеви и 3 кади, односно кои што ќе бидат сменети во џакузи. Па цената може да има благ пораз после реконструкцијата. Поголемиот дел од финансиските средства за обнова на последниот нереконструиран дел ги обезбеди швајцарската агенција во соработка со Источен плански регион и општина Штип. Предходно јавното предпријатие ИСР ги обнови машката и женската бања и просториите за целодневен престој со инвестиција во ПВЦ, столарија, поставување на ламинат и други елементи. Осем гости од Македонија, овој банско-рекреативен комплекс го посетуваат и гости од повеќе европски земји. Од 1 септември по четврти пат во општина Штип ќе се реализира проектот Општинско корисна работа. Станува збор за проект финансиски поддржан од UNDP, со кој невработени лица се ангажираат за помош на лица со инвалидитет и стари изнемоштени лица. По тој повод денес се објавени 2 јавни огласи. Едниот за невработените кои сакаат да аплицираат, а вториот за крајни корисници. Лицата со инвалидитет и старите изнемоштени лица по четврти пат ќе може да ги користат сервисните услуги во домашни услови и надвор од домовите преку проектот насловен како Општинско корисна работа. Овој проект не е значаен само за овие лица, туку и за повеќе категории невработени евидентирани во подрачната единица на Агенцијата за вработување во Штип. Млади лица до 29 години со ниска квалификација, невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување најмалку 1 година, млади невработени лица, невработени во Агенцијата за вработување, регистрирани во Агенцијата за вработување до 6 месеци, самохрани родители, роми, родители на деца со пречки во развојот и родители на 3 и повеќе деца.
Ќе бидат ангажирани 10 лица и тоа една медицинска сестра во патронажната служба, една медицинска сестра во дневниот центар за деца со аутизам, еден физиотерапевт, еден наставник по физичко образование и еден социјален работник за потребите во дневниот центар за лица со интелектуална и телесна попреченост, еден ромски здравствен медијатор и 4 лица испорачувачи на сервисни услуги на лицата со инвалидитет и стари изнемоштени лица во домот и надвор од домот. Невработените лица ќе бидат ангажирани 6 месеци, зашто ќе добиваат месечен надоместок од 6200 денари за 20 работни часа, а при тоа ќе останат во евиденцијата како невработени, додека корисниците на социјална помош истата ќе продолжат да ја користат. Јавниот оглас за заинтересираните невработени е објавен денеска и може да аплицираат во Агенцијата за вработување до 19 август, додека крајните корисници може да аплицираат до 12 август во одделението за јавни служби при општина Штип. Ги повикуваме сите заинтересирани лица, лица со инвалидитет и стари изнемоштени лица да се пријават во соба 406 во општина Штип и да поднесат пријава за користење на услугите, исто така да достават и решение од наот и мислење фотокопија и лична карта на увид. Овој проект, кој е дел од активните мерки за вработување на владата за 2016 година, е резултат на соработката помеѓу Центарот за социјални работи и Агенцијата за вработување во Штип, одделенијата за јавни служби и локален економски развој при општина Штип и е финансиски поддржан од UNDP. Со света литургија во храмот Света Петка во Штипската населба Сењак утринава започна одбележувањето на денот посветен на светата великомаченица Параскева или Петка, кај народот позната како Света Петка летна. Утре ќе се одржи литургија во чест на светиот великомаченик Пантелеймон Безсребреник. Православните христијани денес го одбележуваат денот посветен на светата великомаченица Параскева или позната меѓу народот како Света Петка. Станува збор за празник посветен на една од трите светителки со ова име, во чија чест денес беше одржана литургија со која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион. Едниот е денешниот ден, или летна Света Петка, на 27 октомври и на 10 ноември Света Петка Иверска. Утрешниот ден е посветен на светиот великомаченик Пантелеймон, кој е многу почитуван меѓу православните христијани, а во Источна Македонија претежно го слават во Кочанско, каде постои манастир посветен на овој светец, и во село Брест Радовишко. Пантелеймон значи се милостив. Самото име кажува, бидејќи тој бил делел милостиња на луѓето и бил лекар што не наплатувал и затоа се вика безсребреник или оној што не зема пари или злато или сребро. И утрешниот празник е што така и утре ќе служиме света литургија посветена на светот великомаченик Пантелеймон. Непознатиот манастир посветен на овој светец се наоѓа во Света Гора. И пред вестите од светот само уште една информација. Денеска се навршија 15 години откако 10 македонски воени обврзници на Прилеп загинаа во заседа на патот Скопје-Тетово кај местноста Карпалак. Сеќавања, непробол и ветувања никогаш да не се повтори. Прилеп денеска се сеќава и одбележува 15 години по Карпалак. Ветувањата остануваат. Никогаш нема да бидат заборавени 10 бранители. Делегација на владата предводена од министерот за одбрана Зоран Јолевски, како и делегација од Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија положија венци со свежо цвеќе пред спомен плочата на местноста Карпалак и пред комплексот Карпалак во центарот на Прилеп. Повеќе од 3000 пожарникари во Португалија се борат со 160 пожари, кои избувнаа во петокот, од кои 8 се сметаат како големи, соопштија вчера локалните власти. Во околината на градот Авеиро ангажирани се 370 пожарникари, 5 авиони и 1 хеликоптер кои се борат со 3 големи пожари, а над 200 пожарникари и 1 хеликоптер ги гаснат двата големи пожари во округот Вијана ду Каштелу. Според метеоролозите нема индикации за смирување на состојбите, при што високи температури се најавуваат и за следната седмица, а за денес и утре за голем дел од северна Португалија објавен е висок ризик од нови пожари.
Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган на вчерашниот митинг на Истанбулскиот плоштад Јени Капи изјави дека ќе го одобри повторното воведување на смртната казна доколку за тоа се изјасни парламентот. Доколку нацијата донесе таква одлука, верувам дека политичките партии ќе ја прифатат. За тоа ќе одлучи турскиот парламент, имајќи предвид дека народот е носител на суверенитетот, истакнува Ердоган. Тој им се обрати на оние кои укажуваат дека смртната казна е укината во Европската унија, потенцирајќи дека смртна казна се уште постои во САД, Јапонија и Кина. Во говорот на митингот под слоганот "Демократијата и хероите", турскиот председател истакна дека мрежата на исламскиот проповедник Фетула Гюлен, кој живее во екзил во САД, а кога Анкара го обвинува за обидот за пуч, мора да биде уништена на законски начин. Тие ќе ја платат цената за она што го направија, истакнува Ердоган. Основачот на Wikileaks, Џулијан Асанж, преку видеолинк се обрати до учесниците на конвенцијата на Американската зелена партија во Хјустон и изјави дека изборот меѓу Доналд Трамп и Хилари Клинтон е како избор меѓу колера и гонореја. Асанж изјави дека често пати го прашувале кој председателски кандидат му се допаѓа повеќе. Ова е како да ме прашувате дали повеќе сакам колера или гонореја, истакнува Асанж, кој се наоѓа во амбасадата на Еквадор во Лондон од 2012 година. Добрата тактика е еден од клучните услови за високи спортски дострели. Со овие зборови 10-годишниот Кристијан Воденски, кој со семејството живее во Германија, а моментално се наоѓа на заслужен одмор во родното Русиново и Струмица, од каде потекнуваат неговите родители, ги опишува неговите борби во кикбокс, џиу-џицу и борење, во кои во изминатиот период ги собра сите златни медали во надпреварите во кои учествуваше и се надпреваруваше против своите врсници и поголеми од него. Добро е да имаш тактика. Не, ако имаш многу сила, не ти треба тактика. Ако имаш тактика, не ти треба сила. Почетоците на киков во овие спортови се од негова 5-годишна возраст, започнувајќи со теквондото како спорт. Со помош на неговиот татко Ване Воденски, кој е поранешен каратист, ги научил и вештините во останатите слични спортови, а неговиот следен предизвик е боксот, спорт во кој може да се надпреварува откако ќе наполни 11 години. Татко му е поранешен каратист и со негова поддршка отидовме на борење, џиу-џицу и отидовме на греплинг. Желбата беше да биде нешто што досега го нема на деца од таа возраст. Значи едно микс од борење, џиу-џицу, греплинг и кикбокс. Досега има освоено 10 појаси, околу 40 покали и небројни се медалите кои стојат над кревотот во кој Кристијан спие. Следната година, кога Кристијан наполни 11 години, смее да иде да тренира и бокс. Во чест на неговите добри резултати и љубовта која ова младо момче ја покажува кон Македонија, настапувајќи под македонско знаме, денес градоначалникот на Берово му додели плакета за врвни спортски достигнувања и промоција на државата и општина Берово. Таквото промовирање на Република Македонија од малиот Кристијан, таквото промовирање на нашата општина, зашто тој е и наш сограѓанин, заслужува во чест на 23 август да денес доделиме плакета на малиот Кристијан, да му посакаме и понатаму успешно да се занимава со спортот. Се боря за Македонија, јас сум тука во Македонија, мајка ми е тука во Македонија, татко ми, баба и деде. Воденски е омилен меѓу овдешните врсници со кои се спријателил за многу краток период и со кои овде не заборавил на спортот. Најдех многу другари, дружаме се играме на кашкората, фудбал, играме се. Следниот период за кико е доста значаен, бидејќи веќе на 28 август ќе се надпреварува во борење, додека во ноември повторно го очекуваат искушенијата во нага надпреварувањето кое ќе се одржи во Париз. Новак Џоковиќ го заврши настапот на Олимписките игри во Рио, откако Хуан Мартин Дел Порто го победи светскиот рекет број 1 и му го уништи сонот за олимписко злато. Дел Порто победи 2:0 по сетови, 7-6, 7-6. Џоковиќ немаше ниту една брейк шанса во текот на мечот и со солзи во очите го напушти теренот.
Аргентинецот беше кобен за Џоковиќ и во Лондон пред 4 години, кога победи во мечот за бронза. Дел Порто, иако нема играно повеќе од 30 дена, последниот настап го имаше на Вимблдон, успеа да направи сензација на олимпискиот тениски турнир. Имено досега спортистите на САД во првите 2 надпреварувачки денови на Олимписките игри во Рио освоија највеќе, односно 12 медали. Американците освоија 3 златни медали, 5 сребрени и 4 бронзени. На второто место е Кина со 8 медали, од кои 3 златни. Австралија има 6, а Италија на четвртото место има 7 медали, од кои 2 злата. Јужна Кореја има 5 одличија, а на 6-та позиција е Унгарија со 2 златни медали. Во првите 10 уште се Русија, Велика Британија, Шведска и Јапонија. Се гледаме повторно во третиот дневник на Канал Плюс, до тогаш останете со нашата програма. Пријатно!